Денеска сме во село Сушица и во општина Ново село на разговори со граѓаните, со земјоделците, со младите и за проблемите и за решенијата кои што ги нуди оваа влада, министерствата и локалната власт. Разговараме за сите мерки и политики кои што значат стабилизирање на земјоделството, на економијата, но и за предизвиците кои што се пред нас. Во еден сосема краток временски период се исплаќа за останати субвенции од 4 или 5 претходни програми. Она што беше клучно во нашата работа е навремени и редовни субвенции, затоа и оваа година тутунарите, но и сите останати ќе ги добијат субвенциите согласно календарот, на време и неселективно. Во претходниот период не само што ги зголемувавме субвенциите, туку воведовме и низа на мерки кои што значат поевтино производство, кое што ефектите ќе ги видиме, за кои што ефектите ќе ги видиме во периодот што следи. Во 2018 година го реализиравме нашето прво ветување за ослободување од персоналниот данок. И оваа година, во 2019 година, сите земјоделци ќе добијат решенија за поврат на персоналниот данок согласно промените кои што ги воведовме. Оваа 2019 година е година во која што земјоделците ќе добијат зелената нафта. Тендерот за набавка на нафтата ќе биде распишан во текот на следната недела и до средината на годината сите земјоделци, над 57.000 земјоделци ќе добијат зелени картици и средства за зелената нафта кои што веќе се обезбедени во буџетот за 2019 година. Правевме ревизија на тоа како е доделено земјоделското земјиште и реализиравме најголем број на повици, односно на огласи за доделување на земјиштето. Реализиравме низа на други развојни мерки преку кои што во следниот период навистина ќе се види ефектот од целокупната оваа политика. Она што е значено, преку програмата за рурален развој веќе е одобрен проектот согласно последната одлука на влада од претходната недела за изградба, односно за реализација на водоснабдителниот систем во село Сушица и за неколку други проекти кои што беа поднесени од страна на општината Ново село во претходниот период. Но за да ги продолжиме политиките на раст и во земјоделството и на вкупната економија, да добиеме позитивни ефекти и резултати, како што тоа го видовме и оваа година, преку растот на странските директни инвестиции историски во оваа година од 624 милиони евра. Преку растот кој што го имавме на економијата во последниот квартал и кој што се должи на нашата интеграција и отворени процеси кои што ги водиме. Преку намалувањето на навработеноста на испод 19%. Навистина, 2019 година ќе биде година на економијата. Но за да продолжиме, ова е само почеток, за да продолжиме, денес ја бараме поддршката за Стево Перндаровски, за идниот претседател на Република Северна Македонија, ја бараме поддршката и за Никола Андонов како кандидат за градоначалник и иден градоначалник на општина Ново село. Двајца луѓе исклучително честни, одговорни, искрени и посветени, за кои што ја бараме поддршката на 21 април да излеземе сите заедно напред за Македонија членка на НАТО, членка на Европската Унија, за Република Северна Македонија, која што гради партнерства со соседите, која што е лидер во регионот по политиките кои што ги спроведува, за да се избориме за живот за сите граѓани, за економски раст и за напредна Република Северна Македонија. Благодарам.